само на Галичица имаме 2321 дивоградба. Значи 2321 обект кои што чекаат као легализација. Скоро имаше една репортажа, мислам дека од Осоговијата, од Кочанско, каде што викендичка има изградено началникот на Кочанската полиција заедно со неговата сопруга кој што всушност работи и во општината. Значи скоро имаше нашиот член Игор Смилев за на кој начин никнуваат секојдневно викендички по течението на реката Бабуна, па Горно Нерезин или тука Скопско и така натаму. Значи кога ќе го погледнете законот, кој што, значи овој се врзува као на претходниот закон. Претходниот закон е заклучно со 3 март 2011. Значи се што било градено нелегално 3 март 2011 да може да се легализира или нели? Не све, него тоа како е дефинирано. Од тогаш па до сега, нели само министерот Бочварски викаше дека имаме над 50.000 дивоградби. Значи од 2011 до сега имаме стимулација на дивоградби, не намалување. Значи, со вакви закони всушност се стимулира. Значи, луѓето си мислат, добро, сега ќе има следен закон, после тоа пак ќе градат следен и така натаму. Тие моабети за 50.000, нели, наводно причината е 50.000 граѓани ќе останеле без дом. Ја колку што знам, од никаде не се извадени тие податоци. Он мислам дека тврдеше Бочварски дека му се од единиците на локална самоуправа, таму не добивме некои податоци, така да ја не верувам баш на таа бројка. Претходно ви кажав, значи се работи за најверојатно десетици илјади на викендички. Значи таму имате тука ги имам запишано и проблематичните членови. Значи имате член 2 став 5, дивоградби од јавен интерес. Ова се тоа што спомна и колегата као дивоградби кои што ги граделе дали општини, дали државата, што е исто абсурд. Значи општините и државата треба да штитат од криминал, а не да прават криминал. Не гласавте законот, не гласавме против. Ние гласавме против. Потоа имате член 6, странци да може да легализираат дивоградби, значи странци и тоа не една, можат и повеќе. Значи каде е тука социјалниот момент? Немате никој социјален момент и најспорните членови сте член 17 кој што ги оспори нели претседателот Пендаровски, каде може да се легализираат дивоградби на природни резервати, национални паркови, споменици на природата, заштитени предели, извори на вода. Значи места каде што имаме, од каде што пиеме вода. И само со дозвола, значи од Министерството за животна средина и слободно и просторно планирање, кое што ја морам да кажам е узурпирано дуи веќе подолго време. Еве само скоро имаше нели запалени трски кај Струга, значи тоа е редовно секоја година се случува и нема никаква реакција. Ние имавме и дојава, Левица имаше и соопштение, значи имавме дојава од институциите дека пробале да постапат по таа работа, нели по палењето на трските, дека веднаш било реагирано министерството да се спушти топка, затоа што се работи за локални како да кажам, локални големци на дуи, значи.